По двонеделната пауза, следниот викенд повторно ќе има женски фудбал на спортските терени на кои се играат надпреварите во првенството на првата фудбалска лига. Женскиот фудбалски клуб Кочани ќе гостува во Струмица на средба со екипата на Тиверија, која во моментот се наоѓа во средината на табелата. Од стручниот штаб на кочанскиот прволигаш велат дека имале доволно време во изминатиот период да се подготват за оваа средба, од која, со оглед на квалитетот на противникот, оправдано очекуваат поволен резултат. Очекувањата се дека екипата ќе се консолидира после поразот од Драгон во Купот на Македонија и дека од Струмица ќе се вратиме со победа. Во екипата нема ниту повредени играчи, ниту играчи кои што ќе паузираат поради жолти картони. Целата екипа е на располагање, подготвена и се надеваме дека ќе постигнеме добар резултат во Струмица. Освен редовното коло во првенството во сениорска конкуренција, кочанскиот прволигаш ќе има уште еден настап во Струмица, и тоа во младинска конкуренција. Започнуваат и надпреварите од младинските лиги во женски фудбал. Имено екипата на женски фудбалски клуб Кочани и во овие лиги учествува со две екипи. Едната екипа е составена од девојчиња родени 2001-2002 генерација, а другата екипа е составена од девојчиња родени 2003 и 2004 генерација. Во оваа лига учествуваат 5 екипи, 2 се од Битола, една од Струмица, една од Кавадарци и една од Кочани. Се надеваме дека овие лиги ќе функционираат и понатаму ќе придонесат за развојот на младинскиот фудбал, особено во женска конкуренција за нашата општина. Инаку, изминатиот викенд не се одиграа надпреварите од првенството во првата фудбалска лига за жени поради подготовките на македонската А репрезентација за настапот во квалификациите за европското првенство. Нашите фудбалерки, како гостинки, веќе го одиграа првиот надпревар во кој се сретнаа со репрезентацијата на Словенија. При тоа беа поразени со висок резултат од 8:1.